Предлог измените за намалување на коефициентите на функционерските плати го мина првиот филтер. Во моментов за законите се дискутира во надлежните собраниски комисии. Пред собранието е Маја Стојановска, во живо ја вклучуваме во вестите. Па Маја, да чуеме дали во меѓувреме помина законските измени во комисиите и за кога е закажана пленарната седница. Така, Борче, откако утрово пратениците дадоа зелено светло на собраниската седница за носење по скратена постапка на пакетот на 6 закони кои ги предложи владачката ВМРО ДПМН, со кои што треба да се намали коефициентот на пресметка на платите на избраните и именуваните функционери. Овде во секој момент во собранието паралелно исход се очекува од комисиите за економски прашања и политички систем, кој што треба да започнат во 6 часот и 15 минути. Веднаш потоа за во 6 часот и 30 минути пак е закажана пленарната седница на која законите практично повторно ќе се најдат пред пратениците, а доколку добијат зелено светло и оттаму, што конкретно ќе значи тоа, односно колку ќе изнесуваат платите на функционерите, но и реакциите од делот засегнатите, предлагам да ги слушнеме од прилогот кој го подготви колешката Сандра Спасовска. Со мартовското усогласување функционерските плати ќе останат исти. Предлог измените на владачката ВМРО ДПМН е за намалување на коефициентите за пресметка на платите на пратениците, министрите, судиите, јавните обвинители, градоначалниците. Го минаа првиот филтер на собраниската седница. Кон еден од законите за платите на пратениците се приклучија и одвреди. Според власта измените се согласно уставот и веќе со исплатата на февруарската плата во март, велат функционерите ќе имаат нивелирани плати. Односно, нема да се зголемат согласно растот на просечната плата за минатата година. Целта е да се спречи непропорционалното зголемување на платите, да се обезбеди поголема транспарентност и еднаква распределба на буџетските средства на начин што платите на пратеници да бидат во согласност со економската реалност на државата. Со овие предложени решенија се врши интервенција во коефициентите, со што се обезбедува рационално користење на средствата од буџетот на Република Македонија. Сакам да нагласам дека ова законско решение е во согласност со Уставот и е единствено законско решение кое што може да влезе во уставната рамка и потоа да не биде обжалено на Уставниот суд. Пред одлуката на собраниската седница од Сдруженијето на јавни обвинители побараа законодавниот дом да ги повлече законските измени, односно тие да не важат за обвинителите. Во нивната реакција посочуваа дека се свесни за сложената економска ситуација во државата и за потребата од штедење, но велат дека нивната работа не дозволува вршење на други дејности, а платата е единствениот приход, кој според нив е веќе најниска во регионот. Поддршка во барањето добија и од председателот на Советот на јавни обвинители. Согласно закон треба како другите функционери, така и ние да према процентот што е предвидено согласно закон. Тоа што ово веќе секоја година процентот се намалува. Значи, докаде ќе идем? Не зборувам за мене, зборувам за цела фела. Согласно измените кои сега се предлагаат, во просек за околу 0,20% се намалуваат коефициентите на судиите, членовите на судскиот совет, Советот на јавни обвинители и јавните обвинители. За пратениците, коефициентите ќе се движат од 2,45 до 3,17. За избраните и именувани лица, коефициентите во просек се намалуваат од 0,15 до 0,30%, а нова скала се предлага и за градоначалниците, зависно од бројот на жители во општините. Така, Борче, за крај само би напоминала дека практично вакви иницијативи, односно укинување на овие коефициенти на платите на избраните и именуваните функционери се случуваат веќе 3 години, односно откако Уставниот суд донесе одлука да се укине замрзнувањето на функционерските плати, со што тие нагло пораснаа за 78%. Ние секако остануваме овде да го проследиме исходот од двете комисии кои што веќе би требало да се започнат, како и од пленарната седница, па тоа би било се за сега од овде. Така, ти благодарам. Маја Стојановска беше тоа за намалувањето на функционерските плати.